Вербалисти. Мојата јазична мрежа. Здраво, Марија. Најпрво сакам добри да во представите на проектите Вербалисти. И пред се, би сакала да ти честитам за тоа што си добитник на наградата, односно на преводот кој што го организираше Вербалисти Проdirect некаде во крајот на мај. Собра најмногу гласови од нашите фанови и убедливо твојата фотографија беше најдобрата од нашите фанови. И би сакала да ти го врачам дигиталниот фотоапарат и се среќа да се служиш, да си го користиш и уште повеќе фотографии да направиш. И сега би сакала да прашам неколку работи во врска со преводот и фотографијата. Дали воопшто беше тешко да се одбере една ваква навистина креативна фотографија? Најпрво ја посетуваш таа страница и заприметив дека имате натпревар, па ми беше доста интересна темата која што ја имате одбрано, да избереме фотографија која што мислиме дека е добра и да ја пишеме со 100 букви на англиски. И тоа беше доста креативно и предизвик за мене и решив да испратам фотографија, зашто никогаш не се знае што добро може да произлезе. И мојата архива на фотографии се дволно помеѓу неколку фотографии, на крај одлучив да биде токму таа фотографија, затоа што веќе почнував да размислам како би ја пишала за да довлечам нешто доста значајно што е од реалниот живот. Да. И сега, што се мисла на описот, нели беше баш лимитирано до 100 букви, дали беше воопшто тешко да се опише нели на англиски фотографијата со нели краток опис? На прв поглед делува доста тешко, затоа што со 100 букви не можеш да искажеш што сакаш да кажеш со една фотографија, затоа што секоја фотографија си има своји зборови во неа. И најпрво се двомев што би било тоа што би ја опишал таа фотографија во најдобро светло. На крај се одлучив да тоа биде нешто што е доста реално, односно дел од животот. И мислам дека не беше многу тешко, но сепак тоа броење на букви, дали ќе премини лимит или не, беше доста интересно, така да супер. Да, меѓутоа ти беше доста, кратко и креативно, супер беше одлично. И сега, што рекоа пријателите, твоите родители, мислам, откако нели победи, од која ги собра, најдели имате од гласови? На прв поглед, моите родители не ни знаеа, но пријателите многу им фала нив, затоа што да не беа тие немаше да биде ни таа награда. Најпрво ви замолив сите да станат фанови на вашата страница и да видат што вие всушност нудите и доколку некој сака да учествува исто во вашиот натпревар. И мојата фотографија беше една доста така интересна и ги замолив сите да гласат за неа, затоа што најпрво би ми помогнала да учествувам во тој натпревар, затоа што без гласови џабе би била испратена фотографијата. И на крајот кога дознав дека добив дигитален апарат, беа доста среќни и сите ми честитаа, иако требаше јас нив да им честитам затоа што тие се тие што ми помогнаа. Исто така моите родители на крај го знаа, исто беа среќни и задоволни, така да беше доста добро. Па да, и со твоја заслуга и самивна одлична. И сега што се однесува до изучување и совршување на странски јазици, што мислиш, зошто познавањето на барем еден странски јазик е најважно во денешно време за понатамошен напредок? Мислам дека е доста важно да знаеш еден странски јазик на денешно време, затоа што на секој поглед во реалниот живот, секој работодавец бара некој што знае, пример, странски јазик и знае да работи со компјутери. Основно нешто е да знаеш странски јазик, бидејќи доколку не знаеш ни еден странски јазик, всушност тоа е голем минус за тебе во денешното општество. И сметам дека секој ден требало да знае барем еден странски јазик. Да. И сега гледаме дека освен англискиот јазик, учиш англиски јазик, дали можеби би сакале да почнеш да изучуваш некој друг странски јазик покрај англискиот? Англискиот супер се, но мислам дека ако имам шанса да изучувам некој друг јазик, тоа би било огромен плюс за мене, затоа што повеќе јазици на денешницава знаеш тоа е толку подобро за тебе, така да би било супер ако имам шанса да изучувам тоа. Добро. И сега, дали имаш нешто да им порачаш на нашите гледачи, на фановите, на индите студенти, може би, на Вербалисти програмите?
имам на тоа што сакам да им кажам дека треба да веруваат во себе и дека никогаш не се знае што добро може да произлезе и да, значи, колку и да изгледа тешко на почеток дека нешто можат да направат, тоа е доста лесно ако сакаат само и да посетуваат вашата страница, затоа што никогаш не се знае што ново и добро од вас ќе произлезе и ќе не изненади. Да, така, ние секојдневно работиме за тоа да извадиме нешто ново, да им биде интересно на идните студенти наши, така да ќе следуваат многу предизвици и нови надпревари и го очекуваме твоето учество, значи се надеваме дека пак ќе биде одлично и супер и уште еднаш ти благодарам што дојде тука и значи уште еднаш се среќа се користиш наградата. Фала многу и фала за се што ми пружите. Немаш. Вербалисти. Мојата јазична мрежа.